Бидејќи понеделник, секогаш одиме после вестите во 9 часот со нашиот почитуван колега и драг гостин во ова студио, Љупчо Поповски, наречен Попе. Здраво. Долгогодишен проследувач на се што е меѓународна, па кај нас меѓународната и домашна политика, така што Попе тоа рече си да нема разлика во смисла на тоа како е поставено. И сегде се меѓународните надворешните политики на земјите одраснав на трешните прилики. Твојата последна колумна се разбира, бидејќи е викенд после она драматична недела, иако и ти самиот велиш во колумната дека од драми сме се изгледали, не знам колку драматични недели во изминатите 30 на години кои се нашите меѓународни односи во прашање, но се осврнуваш се разбира на овие македонско-бугарски односи, на се тоа на што се случуваше во Брисел, после Брисел, пред Брисел и така натаму. Како би ја дефинирал, бидејќи во меѓувреме се случи пресконференцијата на Маричич и министерот за надворешни Османи, нешто се подразјасни, иако се уште во овој момент не е јасно има или нема официјален француски предлог и во која форма е тој и така натаму, и дали ние сме го добиле како официјален, или јас барем не можам веќе да се снајдам во тие формулации. Како ја оценуваш сега ти ситуацијата понеделнички после оваа недела? Каде се наоѓаме, поблиску сме, подалеку сме, што правиме? Тоа е коментарот, тоа е оценката. Така, и значи вака и пред емисијава и после ќе зборуваме дека мислам дека никој, барем ние што сме однадвор, што не сме директно мешани во цела работа, не знаеме како ќе се развија ситуацијата и јас не можам да кажам. Има уште кога е таму 35-ток или четврток е 30. Па знам бидејќи од петок веќе не работиме. Така. Тоа. Значи не знам тоа како ќе се заврши, затоа што видите како е агендата до четврток. Значи сега од вчера попладне се во Северна Германија таму Г7 плюс ЕУ заедно Урсула фон дер Лајен и Шарл Мишел. На 30 почнува самитот на НАТО во Мадрид. Значи ова претходнава недела беше во ЕУ самите. Значи исклучително напрегната недела во која што проблемот во Македонија, Бугарија не ни на првата, ни на добро, може би третата маса, ајде. Пета, шеста точка заради безбедноста, заради да не се вознемират мировните, така да кажем, овие распореди во Западен Балкан, е некоја важна. Но агендата е пренапрегната. Не знам сега дали тоа ќе го прави до 30 Александар Адам од кабинетов советникот за Европа на Макрон. Дали тој ќе се вклучи? Франција председава до крај на јуни. Председава. Дали има време тоа да го направи? На кое ниво би оделе тие, ако има некој калибрирање на последните овие предлози? Како може она што го кажа Бугарија со усвојувањето на, не знам што е тоа, декларација, резолуција, одлука, појма немам како да ја наречем, не може ни да се нарече во парламентот, дека тоа може да се направи. Во една рака, оваа резолуција оваа одлука на парламентот во Бугарија ја елиминира она декларацијата, условно речено декларацијата и рамковната позиција, бидејќи ова е сега понова. Заедно со тие 4 става, што ова се додадени работи се. Се додадени, ама се елиминира па најосновното таму што беше за историјата, за ова, за она, таму се додадени на францускиот предлог. Се додадени уште 3-4 работи. Ама ако се сетиме на рамковната позиција каква беше, таа беше страутна во смисла какви се не барања се беше потребно да направи Македонија за да се прифати. Сега дали таа мислам дека ја елиминира. Така што не знам дали има време да може да се направи тоа калибрирање, да се најдат некаде двете страни, не сум сигурен. Добро, Попе, има и уште едно ниво поинакво на оваа релативно хаотична ситуација, тоа е хаосот во Европската унија. Сега, Европската комисија има министер за проширување, тоа не се вика министер, ама во суштина овој комесар, ама исто угарецот е тоа, овој Вархеј, а од друга страна целата иницијатива ја води Франција.
И сега се постава прашање дали Вархејов воопшто знае што се динамиките или тој дознава од своји паралелни канали, може ли тој воопшто да влие, бидејќи пак неговото однесување е едно такво, барем во македонскиот случај, откако е дојден на таа функција, е толку деструктивно, толку е антимакедонско во смисла, не антимакедонско кон нација. Пристрасно. Пристрасно е, едноставно непристојно пристрасно е. Да. Тој е вклучен во нешто од овие работи? Мислам дека е вклучен. Вклучен е. Тој доаѓаше, значи тој од една страна има Европската комисија и тој целиот дипломатски ешалон што е околу Жозеп Борел, плюс еврокомесарот за и француското председателство. Тој не доаѓаше толку пати, значи во Македонија беше што велеше тој на една изјава секој вторник сум или четврток во Софија, ама и овдека беше на крајот на април, беше на почетокот на јуни. Значи, тука разговараше со сите актери, и државни и партиски од овој. Само сега јас мислам, тоа треба овие луѓе што зборуваат со него да кажат што на вистина разговарале. Ама сега неговото портфолио токму ова, он нема други Албанија и Македонија. Да, и соседска политика, таа соседска политика беше Украина, ама одлуката за ритна таа тема многу повисока. Да, тука тој нема апсолутно никакво влијание. Тоа е одлука донесена на политичко ниво. И сега извини, значи целата работа тој од 2019 година од ноември, од кога почна, значи, еве, се 2,5 години помина. Тој нема никаков успех за овие 2,5 години. Мислам дека нему ужасно му треба некаков успех, па макар било тоа прифаќање на бугарските ставови и откочување на... Па добро, всушност тој на тоа е и насочен. Тој работи на прифаќање на бугарските ставови. Во каква е врска тој со Орбан? Бидејќи тој е директно една екстензија на Орбанот. И следното прашање, ако е Груевски седи во Будимпешта, овие од Скопје ВМРО-вциве се во тесни контакти, Орбан им е идолот за политика воопшто, како се објаснува тој триаголник на недоречености и противречности? Сеќаваш ти јавноста пред кога се формираше ова Европска комисија, имаше Унгарија друг предлог за еврокомесар за проширување, бидејќи Орбан тоа го сакаше по секоја цена. По секоја цена го сакаше. И го доби бидејќи кај другите земји имаше помалку интерес за тоа портфолио. Тој сака да преку тоа портфолио да изврши влијание најмногу по овие земји од Балканот. Да, Балканот му е цел, така. Да. И прво беше тој Карачоњ, па не помина во Европскиот парламент, па се извади Оливер Вархеј, кој беше амбасадор, постојан представник во мисијата, шеф на мисијата на Унгарија во Европската унија, кој порано бил дел од дипломатијата унгарска во Брисел, прв секретар и така натаму, бил искусен дипломат. Човек кој ги знае работата. До пред известно време не беше член на Фидес, но исклучително близко поврзан, знаеме ние и овдека има луѓе кои што не се членови на партија, но се всушност најпартиски луѓе што може да се представат. Сега може би во меѓувреме станал, тоа не сум проверил, искрено да кажам. А тоа е екзекутива на политиките на Виктор Орбан. Значи тоа е екзекутива, знаеме што значи тоа, извршен орган на некоја институција. Значи тоа во таа екзекутива главната цел за него е напредокот на Србија кон евроинтеграцијата, значи да се прошират, да се зголема тоа. А друго, ама ако таму сепак седи тој Груевски, кој што нели се уште се пишува за голем патриот и така натаму, а овие од Скопје опозицијата седат заедно по истите европски, да кажем, политички структури и така натаму, се гледат не знам колку пати годишно со Орбан, па нема ли шанса нешто и преку тоа да се влие, бидејќи ова навистина задира во суштествени работи со кои во Белки и ВМРО не се согласува. Ја мислам дека треба да ја поставиме прашањето обратно. Дали, бидејќи седи Груевски таму, овие се
сега не може да се нарече сестрински партии, бидејќи Фидес не е во знам, ЕПП, ама се најблиско идеолошки поврзани, може би работи обратно. Да нема Македонија напредок за да падне власта тука. Монструозна би била таа цел, ама не е незамислива. Да. Па не е незамислива, како се што не е прогласи незамислива дека ова што овие 2-3 дена го изјавува ВМРО, дека Дуи, Бујар Османи работат на подривање на Албанија. Тоа го кажа Веројатно Николовски тоа го повторува и го повторува, ама тоа го кажа Мицкоски некој на интервју на Заспи ако можеш, и тоа ја го слушам и мислам не ми се верува сега дека некои овдека државните органи работат на пропаст на Македонија. Сега Николовски па тогаш чија агенда би била таа? На Орбан, на Путин, на вознемирување на целиот мир, на овако, така што не би бил, ја не би бил сигурен дека таква идеја, како што се случи и во заклучоците на Европската народна партија, во која што и се даде пас на Бугарија да ја блокира Македонија, тоа знаеме, таму беа и беше Мицкоски, беше Муцунски, претпоставам дека бил и Николовски, не можам да се сетам. Значи, зошто би тоа би не изненадувало? Значи, ако ситуацијата е драматично лоша во Македонија, и ако тогаш би било од корист на опозицијата, па после тие ќе оправат. Како ќе оправат? Бидејќи овдека структурата која се занимава со надворешните прашања во ВМРО е практично преслега од Милошовски, почнувајќи до претседателот на партијата и така натаму, тоа е на Груевски структурата со која Атемеричено и Александар Николовски тоа веќе не се ни демантира, се во чести контакти и така натаму. Тоа е истата структура што трае 6-7 години, не е подолго, тоа е уште и Муцунски беше заменик министер за надворешни работи. Истата структура. Веројатно во последните 10 години е истата структура. А таа структура сега се покажува толку, па и со самото прифаќање на онаа резолуција на ИПП, кога беше и така, во која резолуција има толку непринципиелни ставови, а тие ја премолчеа. Практично која беа 6-члена делегација на Конгресот на ИПП. Не, таму само една работа им одговараше во резолуцијата, бидејќи таму се наведува, се критикуваат властите дека не им дава доволно простор на опозицијата. Излегува, вика еве што вика ЕПП. А тоа, да речеме, во ред, не им давале простор, ја не знам кај не им даваат, бидејќи секаде се, секој ден. А другиот дел од ова за Македонија, тоа е комплетно неприфатлив. И сега тоа ми е забуната ако Вархеј работи, а ваму од друга страна се обвинува оваа сегашна екипа, која де факто веќе не знаеме што може да прави. Од кога и Маричич говори во некакви флоскули дека видите ако може да промениме ќе промениме, ако не престануваме, ама тоа не е крај на светот. Што всушност се случува сега ако ние ова го одбиеме? Видите на тој начин може ли да дојдеме во ситуација каде што Европската унија ќе има преговарачка рамка за Македонија по сила на притисокот на Франција и така натаму, која ние не сме ја прифатиле. И сега влегуваме во едно лимбо, во еден вакуум. Што се случува? После таа преговарачка рамка, речи си да не може да се промени. Не знам дали не може. Оваа преговарачка рамка уште не е усвоена. Не е усвоена. Тоа се уште не е усвоено, но говорам ако се усвои, не е тоа предлог на Европска унија. Ова е предлог за разгледување на Франција. Видите досега немало случај преговарачката рамка од една од страните, значи од кандидатот да не биде усвоена, значи таа мора да биде направена така која што ќе одговара прифатлива. И ако сега француското претседателство направи преговарачка рамка која не е прифатлива, тоа би било неуспех и за претседателството. Не знам. Макрон јавно изјави дека ова што се случува, што го не е фер спрема Македонија. И сега ако ти изјавуваш на пресконференција дека не е фер и представуваш преговарачка рамка која уште повеќе не е фер, тогаш како можеш да очекуваш дека таа земја ќе ја прифати? Јас не знам сега какви се овие преговори. Мислам, ние не знаеме. Предпоставувам дека овие нашите функционери што се задолжени за тоа се многу поупатени од нас, но дека тоа калибрирање во рамките на ЕУ, не знам колку се упатени, што се случува во секоја земја. Може би знаат што прави Чешка, Словачка, пример, Полска, што се но од каде знаеме што прави Ирска, дека
пример, сега го кажувам. Ирска. Данскиот министер за надворешни работи пред почетокот на самитот имаше едно интервју кое што ги тргна сите досегашни приговори и така натаму во однос на проширувањето, бидејќи тие беа една од евроскептичните земји, вика мора да одиме со Македонија. Ама не знаеме дали Кофот има приговор на преговарачката рамка. Никога беше комисијата за надворешни работи на Бугарското собрание и таму настапуваше, беше сослушана Теодора Генчевска, таа имаше една изјава, вика, ова е француска преговарачка рамка. Ја мислам дека треба да прифатиме, бидејќи оди во многу голема корист за нас. Кога ќе дојде чешкото претседателство, ние не знаеме дали тие ќе се држат кон таа преговарачка рамка. Како што француско не се држи целосно кон португалското. Так. Може да дојде нов пакет преговори, иако ја не можам да знам дали тоа ќе дојде, но може да дојде и тие да речат 50% од оваа преговарачка рамка ние прифаќаме, другите 50% ќе ја подготвиме да биде побалансирана. Така што ни бугарите не знаат и затоа сега тоа го премиерот кој денеска треба да поднесе оставка, го притиска нашиот премиер, прифатија, покажи дека си имаш, покажи храброст, затоа што и тие не се сигурни што понатаму, не само како ќе биде следната можна преговарачка рамка, но како би можел да дојде развојот на ситуацијата во Бугарија. Може преродба да дојде втора политичка партија, па тоа да се направи парам парче целата политичка сцена. Тоа и сега тие притискаат ние да ја прифатиме онаа преговарачка рамка која толку многу им одговара на бугарите. Малце Да, тоа делува малце како паднато од небо. Да. Сепак, Лјупчо, да прашам, има ли во сето ова, бидејќи гледам, американците се тивки. Џозеф дава изјави така натаму, но да не мешаме баби и жаби. Џозеф е човек кој што го познава Балкан одлично, но на ниеден начин не е официјален глас на американската администрација. Значи, ова молчење на американците е многу симптоматично. Чекаат ли тие да заврши уште 3-4 дена француското претседателство? Тоа е она што го очекува. Ако во саботата беше или во петокот? Во петокот. Два разговори. Брифинг и две телевизиски интервјуа има Османи и Маричич. И мислам дека Маричич тоа го спомна, дека во целиот пакет се вклучени во разговорите и САД. До кое ниво? Не знам. Иако тие имаше една изјава да можеби до нивото на кое што тие предлози што ги дава Франција за решавање, американците може велат ова, слушате, ова не е добро. Не може една земја да ставите под цената ситуација. Не знаеме, сега ние нагаѓаме. Ако смеам да искоментирам, бидејќи нешто малку можеби и повеќе од тоа имам информации, мислам дека американците се воздржани затоа што не сакаат меѓу другото да повредат и суетата иницијативата и на Макрон и на Франција, чекаат да видат што ќе излезе со сето ова, бидејќи во петок е први и настанува француското претседавање, бидејќи да не забравяме, Америка не е формална членка на Европската унија без разлика на нејзините влијанија и интереси на Балканот. Може би таа воздржаност ќе престане негде кон крајот на неделава, па ќе влезе во една друга фаза од понеделник, што се вели. Не би се изненадиле, знаете, на минатиот самит Г7 кој беше во Британија, министрите за надворешни работи кога има состанок, издадоа заедничка декларација. Таму беше како втора точка на дневен ред на разгледувањето Западен Балкан и заклучок Македонија мора да почне, Албанија мора итно да започнат преговори. Тоа го подпиша и Жан-Йв Le Drian и потоа Макрон и така натаму. Тоа е став на 7-те најмоćни економии без Кина во светот. Значи сега можеби тоа истото ќе се случи, ќе видиме денеска утре како ќе трае овој самитот, но склон сум повеќе да верувам во тоа што ти го кажуваш за Макрон, бидејќи Макрон знае да се што направите, ништо не направи. Сега ако не направите ништо, бидејќи француската суета, поведете, бе поддржавте не само на Макрон, туку генерално на француската политика што се однесува за надворешна политика е огромна. Тоа не може да се измери тоа каков балон од хелиум што се дуа. Ама и таа има влијание, објективно има влијание.
Ама сега со настаните со избориве во Франција, улогата на Макрон мислам дека ќе се намали. Сега ова му е некакви последни 5-6 дена. После тоа ќе мора да оди да гледа што се случува дома, дали ќе може воопшто неговата партија да формира влада и кога ќе формира коабитација, тоа во Франција тоа е многу знаеме тоа Ширак и Жоспен како беше, колку беше јак Жоспен кога беше премиер. А германците не би ги подценувал затоа што само уште една минута ќе дам. Не знам дали се сеќаваат гледачите и ова како функционираше Меркел. Значи на Меркел и требаа 2 години од 2005 стана премиер. Значи да ги пофаќа конците како функционира Европската унија и да го наметне германскиот став и незината политика. И сега ние не можеме да очекуваме, иако Шолц како министар за финансии бил делот од големи, ама не бил делот кај што се решава, кај што се креира политиката. Дека, има само 6 месеци колку е тој, дека нема полека да ги презема Германија, која ќе застане малце на нозе и плюс е тројна коалиција, тоа да не заборавиме, не тука има различни од либерални кои што се во некој случај подесно од ЦДУ што беше, од левичарскава партија, зелено-либерална левичарска, тоа овие зелените, така што ја очекувам дека Германија допрва ќе Шолц дека допрва ќе се стабилизира. А улогата на Макрон ќе биде комплицирана, иако таа европска политичка заедница сака да ја наметне, ќе ја подржат другите и така натаму. Така што ќе видиме за Америка и Франција. Добро, за крај да те прашам, Лјупчо, за крај сега, бидејќи ја завршуваме и сезоната со крајот на јуни и така натаму, последното прашање, има овдека заговарање дека, добро, можеби треба да причекаме на укинување на ветото како механизам во Европската унија, бидејќи тоа го покренува и Франција и други се согласуваат со тоа. Германија се извинувам за употребата на кога една земја блокира целата унија во одредени надворешни односи. Јас се распрашав малку, ми велат дека тоа би бил процес меѓу година и пол и 3 години, ако се тече како што треба. А може да трае. Мислам дека тоа е сепак една лажна надеж за нас. Тоа не е надеж, туку е илузија. Илузија, да. Затоа што има тука една Квака 22 од легендарниот филм и книга, за да се сменат договорите, за да се направи промена на одлучување, треба консензус. Сега, како тоа да го направиш? Значи, ветото функционира за да се укине вето. Да, мислам, тоа би било неверојатен напредок на Европската унија во одлучувањето. Освен најмала работа е се разбира некакво Балкан, Македонија, Албанија, бидејќи тоа ќе биде потоа за многу крупни теми. Сите тие помали земји, тогаш би требало да биде 65% од населението и 55% населението и 65% од членките. Ако оди по таа како што има за мнозинството. Но имаш таму неколку помали земји членки кои што единствениот спас и тука е разбирливо. Иначе не би можела да функционира Унијата. Сепак не е тоа политички систем Унија како што е Соединените Американски држави. Мислам, не е со единствен. Сега ова е Унија, ама на друг начин Унија. И тие да се откажат од сите тие права, мислам би било логично да верува дека секогаш би биле надгласувани, бидејќи не само тоа, на тој начин можеби ќе се формализира ова втора брзина, прва брзина, трета брзина, бидејќи на крај ќе се одвојат тие што се мајоризирани и ќе остане ова големава четворка, петорка, шесторка таму, да. Плюс Шпанија, Португалија, Австрија, можеби и Шведска горе и тие се одвојат. Така што јас на тоа е добро да се слуша, кога завршуваше самитот сега во петокот, на заминување, во последната изјава Шолц пак тоа го кажа. Ама Шолц, например, бара и сега и друга работа. Значи, те имаат 83 милиона, а имаат 95 евро пратеници. Малта има 500.000, а има 6 пратеници во Европскиот парламент. Ако има Малта 50 милиона, би требало да има 600.
според големината. А и сега бара прераспределба, диспропорцијата е огромна. Да, огромна и сега Германија бара и да се зголеми бројот на пратениците. Како овдешната расправа за една изборна единица, за 6 изборни единици. Така ја не би играл, мислам, не би се кладел на тоа. На тоа увод да не спиеме. На таа карта, затоа што тоа може да трае година, 2, 3, може и 6 да трае. Па може да отиде во некоја земја на референдум, и тој референдум да падне. Тоа се добри расправи за тоа како би можело да функционира, и ЕУ мора да го смени начинот на функционирање, но ние не сме дел од таа игра и нема ни да бидеме во наредните 10 години, не знам колку, и не треба на тоа уво да спиеме. Љупчо Поповски, бидејќи ја завршуваме сезоната, ова е нашата последна средба, последниот понеделник, ние од 1 јули веќе преоѓаме на да кажем, да размислуваме на евентуална четврта сезона, но запираме летово. Благодарам за сите овие понеделници во кои што еве се обидуваме нешто и да придонесеме во објаснување и во расплеткување на разни јазли кои што се така цврсто врзани, што може би треба ваки со меч так да се пресечат. Добро, благодарам ја. Ми беше драго што може да придонесеме публиката малце повеќе да секој има. Со внимание публиката ги следи овие, јас ги гледам и цифрите што стојат како статистики по тоа. Љупчо Поповски, благодарам многу.